Благодарам, почитувани медиуми, почитувани пратеници. Пред нас е завршената сметка за буџетот за 2020 година. Помногумина година на економски план, која што треба да биде заборавена и која што треба да служи како школски пример за тоа како една влада не треба да управува со јавните финансии и со економијата во услови на криза и во услови на пандемија, која што морам да кажам дека не е единствена влада во овие 30 на години која управувала со, би рекол, вонредна ситуација. Таква беше во 2008-2009 година со светската економска и должничка криза. Таква беше владата и од 2012 и 2014 година. И кога има услови на криза, јавните финансии треба да бидат управувани домаќински, треба да бидат управувани одговорно, а не треба да бидат управувани на начинот на кој што го управуваше владата предводена тогаш од Зоран Заев. Ако треба нешто кое што треба да се објасни или да се каже како беше концепиран тој буџет и како се потрошија народните пари, ќе кажам дека тоа беа промашени економски мерки кои што не ја постигнаа целта. Тоа беше жесток предизборен подкуп и водење на инат. Што мислам кога ќе кажам водење на инат? Тоа што се случи денеска, во кој што опозицијата излегува, нуди навремени антикризни мерки кои што треба да се превземат, односно тогаш во 2020 година укажувавме дека можеби порано треба да се земаат заемите за да имаме ефтини кредити или ефтини финансиски производи на меѓународниот пазар. Вие одбивавте и си натевти и ние вашиот инат го плаќавме 10 пати поскапо затоа што не бевте способни да ги апсолвирате сите заклучоци кои што ви ги нудеше ВМРО ДПМН. Вреди да се каже дека ова е година во која што променивме 3 министри за финансии. Започнавме со Нина Ангеловска, потоа дојде Зоран Заев кој што велеше дека ќе ни дели економски лекции, за на крај да завршиме со Фатмир Бесими, а не видовме ниту од економската лекција. Можеби, ако мислел на негативните, тогаш Зоран Заев треба да добие докторат за негативни економски лекции, односно како може една држава финансиски и економски да пропадне до ниво на непрепознатливост. Она што е многу важно и што може да се заклучи, земјите околу нас навистина брзо се опоравија од шокот од корона пандемијата, а ние за себе бевме убедливо заковани на дното. Ние бевме држава која што потроши рекордно многу пари во 2020 година, а сепак 7200 компании затворија и не проработеа повеќе. Ние бевме држава која потроши милиарди евра, а имавме 55.000 луѓе кои што се невработени, ново невработени заради таа криза и кои што целиот оној шок од корона пандемијата го пречекаа без пари, без плата и без никаква можност за основна екзистенција. Станавме високо задолжена земја, бевме од прилика 50%, а станавме над 60%, со што го пробивме Ришкиот критериум за високо задолжена земја и само за неколку месеци успеавме да се задолжиме 1,5 милиарда евра, колку што ВМРО ДПМН се задолжи во 10 години свое владење, а не успеавме да заковаме ниту една шајка. Ниту една шајка не се закова, парите денеска никој не знае каде, а сите до ден денес се уште ги влечеме последиците од неуспешното справување со корона кризата уште од тогаш. Можете да се види пред вас, сигурно имате материјали, кои министерства како реализирали и можете да видите дека Министерството за транспорт и врски како локомотива на сите владени институции кои што реализира капитални инвестиции има реализација на ставките од 50 до 60%. Тоа е нешто кое што ние нонстоп го нотираме, го кажувавме и кога се носеше буџетот за 2021 година, дека на оваа влада најслаба карика и најслаба алка во функционирањето е реализирање на капитални инвестиции. Имавме највисок пат на бруто домашниот производ во околината. Имаше и земји кои што имаат излез на море и кои што имаат сериозен инпут во нивните бруто домашни производи од туризам, како што е Бугарија, например, а ние сепак имавме највисок пат на бруто домашниот производ. Можеме да кажеме дека тоа беше година каде што капиталните расходи, односно средствата кои што се одвојуваат за реализација на капитални инвестиции, за изградба на нови училишта, автопати, патишта, болници беа убедливо најниски во изминатите 10 години. И тоа не беше така заради тоа што тие пари се трошеа за да се справиме со корона кризата, туку заради тоа што не сте способни, сакате се што ќе се одвои за реализација на било каков проект да украдете.
не фатија неспремни ковид бранови, а кога цел свет се спремаше за ковид брановите, па можам да ве потсетам дека таа година имаше два брана, првиот на почеток на годината, а вториот септември и октомври. Тогаш носевте паушални мерки кои што одговараа на политичките потреби на изборите кои што се одржаа, попуштавте мерки, затваравте кога ќе ви текне угостителски и услужни дејности, земјоделието го клекнавте на колена и не успеавте повторно ради тој инат и ради таа ароганција што имате да концепирате мерки каде што ќе успеете да ја спасите и така кревката македонска економија и така веќе девастирано македонското стопанство. Ние пропаѓавме економски, а трошевме пари на партиски луксузирања и на набавка на мебел, набавка на возила и вработувавме партиски членови да можат резултатите на изборите да завршат како што завршија. Па така народот немаше леп да јаде, едва сврзуваше крај со крај, фирмите затвараа, 55.000 луѓе останаа на улица, а владата на Република Македонија потроши 11 милиони денари за привремени вработувања. Министерството за одбрана потроши 12,5 милиони денари за привремени вработувања. Министерството за надворешни работи во услови на најголемата, би рекол, односно една од најголемите кризи, потроши 6 милиони денари за привремени вработувања, а за 2,5 милиони денари купи нов мебел. Министерството за финансии потроши 36 милиони денари за привремени вработувања, а Министерството за земјоделие потроши 16 милиони денари за привремени вработувања и 6,2 милиони денари за набавка на возила. Тоа беше криза на неспособност. Криза која што до ден денес не може нас да не избави, криза која што од тогаш па наваму не направи држава која што е должна над 7 милиарди евра. Држава која што е задолжена за 3 милиарди евра во последните 4 години и држава во која што нема фрлено ниту една лопата на ниту еден капитален проект. Не само што нема фрлена на една лопата да отпочне некој капитален проект, туку и тие проекти кои што ви ги оставивме, вие не можевте да ги завршите. Па можевме да видиме дека автопатот Кичев-Охрид уште е застанат таму каде што го остави ВМРО-ДПМН. Можевме да видиме дека клиничката болница во Штип ви ги одземаа од ЕБОР парите за да не продолжувате со активностите, затоа што освен што ништо не реализирате, туку сте почнали од таму да крадете и сте направиле собствена шема. Она што е многу важно и кое што би сакал да го искоментирам апропо ситуациите кои што се случуваат денес, ние сме држава во која што набрзо покрај трите официјални кризни состојби ќе има и уште една кризна состојба која што јас очекувам да стигне до собранието, а тоа е нафтена кризна состојба. Ние сме држава во која што има 5 кризи од еднаш, каде нешто што го нема никаде во светот. И секогаш кога некој владен службеник нема да си ја заврши работата, ние прогласуваме кризна состојба. Пред 2 недели ви укажувавме дека треба да превземете сет на мерки за да го заштитите пропаѓањето на македонската економија и да го заштитите стандардот на македонските граѓани. И вие прво исфрлавте паушални соопштенија каде што не критикувавте, за денеска после 2 недели да ги прифатите истите мерки, но кој ќе ја надомести штетата од претходните 2 недели. Тоа е исто како од 2020 година. Тогаш ние ви велевме дека можете брзо да ја преструктурирате економијата, да го поправите монетарното салдо и да ги соберете сите свежи пари од пазарот кои што се ефтини, за да можете да ги кредитирате граѓаните, стопанството и да ги заштитите работните места. Вие се смеевте и ликувавте дека ќе ни дадете економски лекции, за потоа да видиме дека ѓаволот е он чегате и сите тие работи да ги платиме многу пати поскапо. Првиот момент кога ќе настанат вакви кризи, државата прво го консолидира буџетот и ги гледа да ги скрати непродуктивните трошења. Ние не престанавме да го правиме тоа, напротив, наместо да го спасиме кревката македонско стопанство, сите пари ние ги алоциравме во предизборен подкуп и во делење на тендери и вработување на партиски кадри, за да можат, како што кажав, да го спасат и текако нарушеното политичко салдо на вашата влада. Она што можам да го кажам како крај, тоа е годината кога почна економскиот пропаст на Република Македонија, која што трае до ден денес, и како држава од тогаш навака глава не кренавме од вашите промашени проекти. Колку побрзо разберете дека прогласувањето на кризните состојби не е решение, туку решение е безусловна оставка на луѓето кои што го водат економскиот и финансискиот сектор во оваа влада, а потоа колективно
оставка на владата и дека само на тој начин вие можете да помогнете во справувањето со главопирачката, сиромаштија и економскиот понор кој што се случува на Република Македонија. Благодарам.